Во следниве минути ќе зборуваме за неформалното образование, неговото значење и можноста која што неформалното образование ни ја нуди да се етаблираме на пазарот на трудот. Разговорот го правам со Марина Анчевска, акредитиран и сертифициран мастер коуч и тренер по невролингвистичко програмирање. Марина, здраво! Здраво, добре дојдовте повторно еве кај нас во Центарот за бизнис психологија и да разговараме токму на оваа многу значајна тема, секако. Порано никако важеше и сите се стремевме кон тоа да завршиме високо образование, да се стекнеме со диплома и веднаш потоа нели да се вработиме и да фатиме некој професионален правец. Но во денешно време работите функционираат малку поинаку и не секогаш ако земеме диплома од некој факултет значи дека ќе се вработиме по струката затоа што едноставно се менуваат условите на пазарот на трудот. Токму тука е улогата и функцијата на тоа неформално образование кое што станува се попопуларно и побарано. Да, затоа што формалното образование секако ни е потребно, меѓутоа тоа ни ја потикнува нашата когнитивна интелигенција, додека неформалното образование е искуствено знаење, искуствено учење. Значи, тие што ги викаме, ќе кажам во наводници меки вештини, меѓутоа тие според мене се најважни вештини, она што можеме да се следам себе си, самосвесност, да знам во кој контекст како да реагирам, нели комуникацијата, лидерството, мотивацијата, се тоа вештини кои што ние во формалното образование не ги учиме. И затоа ни е потребно неформалното образование и за среќа кај нас е тоа се повеќе и повеќе признаено. Ете, не сум само јас, има и повеќе центри нели кои што се занимаваат со неформалното образование и мислам дека тоа е всушност и во голем дел образованието на сегашноста и на иднината, кое што исто така треба да го добие своето признание. Свесни ли сме за потребата и значењето на неформалното образование, односно кој најчесто бара да се обучи да се доизгради во неформално образование? Дали младите генерации или можеби и возрастните, зрелите луѓе веќе посегнуваат по неформалното образование како по алатка за нели себе дооформување? Веќе излеговме од таа матрица, јас знам се, заврши факултет и не ми треба ништо, така што неформалното образование на вистина е веќе признаено и од компаниите апсолутно инвестираат во вработените, во тренинзи, во доедукација, во коучинг. Меѓутоа не е само тоа, нели? Неформалното образование му треба на секој поединец, за себе прво, на родителите за родителството, на студентите за искуствено знаење, на вработените исто така за нели подобро функционирање, поголема ефикасност. Така да не е тоа нешто што одредена група на луѓе треба да го има, тоа треба да биде всушност и вклучено во формалното образование и од мали години што децата да учат како да се носат со емоциите, како да ги искажуваат емоциите, како да градат релации со нивните другарчиња, значи потикнување на други вредности е апсолутно потребно во секој сегмент од нашето живење. Да, може и тоа да додадам, дека сега нормално и тоа неформално образование има, да кажеме, своји нивоа. И тоа треба да биде признаено, треба да биде сертифицирано, треба да биде акредитирано. Во Центарот јас имам акредитирани програми кои што се признати на светско ниво. Значи, во Македонија е првата системска коучинг едукација во Балканот која што е светски признаена. Значи, тоа е голем успех и за Центарот, и за клиентите, и за сите кои што сакаат да инвестираат во неформалното образование. Значи, тие што се занимаваат со неформално образование треба да се стремат кон доусовршување, добивање на одредени сертификати, акредитации и на тој начин сите заедно ќе го подигнеме нивото на неформалното образование. Марина, ти си некако
предводник, лидер во областа на невролингвистичкото програмирање, кога за прв пат почна да се дознава во Македонија за него, па еве се случи минатата година и првата меѓународна конференција за тие системски констелации и во таа насока што и недостига на нашата земја кога е во прашање неформалното образование. Па јас би рекла дека недостасува комора, прво една комора за неформално образование, која што ќе ги одредува стандардите на неформалното образование, ќе го подигне на едно повисоко ниво, ќе му се даде признание, тоа е многу исто значено, као не е тоа само неформално образование, туку и тоа има многу значајна улога во развојот на општеството. Значи, јас би тргнала од таму и со тоа формирање на таа комора нормално ќе биде повеќе нели да кажеме правно воздржано со асоциација, со акредитации, значи тоа така се прави. Не се работи на последиците од нешто, туку ги гледаме причините што можеме да смениме нели во начинот за да не ги имаме истите последици потоа во иднина. Значи би тргнало од таму. Тоа беше исто ја спомнавте и вие коучинг конференцијата. Тоа беше прва меѓународна коучинг конференција во Македонија, следи и втора и понатака и на таа конференција исто така целта е да се даде до значење на неформалното образование. Значи се работи во тој дел. Имам не сум ја сама во тоа, имам многу колеги кои што сакаат да го дадат својот придонес во тоа, затоа што тоа им оди од прилог на сите. Не само на ние што го работиме неформалното образование, туку на целиот систем во кој што припаѓа. Така да е една голема цел која што е лесно остварлива. Значи, поле на кој што треба да се работи, за кој што очигледно имаме потенцијал, имаме стручни луѓе, само уште треба да имаме вистинска насока и да се држиме по неа. Да, и поддршка ни треба, секако ни треба поддршка од општеството, затоа што тоа е тоа што всушност го дава признанието, меѓутоа ако е тоа убаво направено, структурирано, значи здружено со сите оние кои што работат во неформалното образование, тоа е навистина лесно остварливо и јас верувам, ја веќе го гледам тоа, дека е остварено, само треба да се направат соодветни чекори. Марина, благодарам за разговорот и многу успех на ова поле за сите што можат да се инволвираат на било кој начин и за сите што навистина прават напор и придонесуваат за развој на неформалното образование кај нас. Благодарам и на поддршката нели од медиумите, затоа што тоа е исто многу значено во целиот овој процес.